Здраво, риби! Конечно дојдовме и до вас, значи ова се пораките за вас. Се однесуваат на месец април 2022 и кратко само околу делот со претплатите, значи претплатете се, кликнете на копчето subscribe, кликнете на звончето, ќе се добивате известувања и она што е најважно околу тоа е дека кога вие се претплатувате, вие учествувате во сето ова, придонесувате на тој начин што лајкувате, споделувате, помагате каналот да расте, да се развива и единствениот начин на кој придонесувате. Односно, никогаш ништо вам нема да ви биде наплатено. Вие овде никогаш ништо нема да треба да платите во пари, тоа јас ве уверувам, ви ветувам и тоа е така и ќе остане секојаш така, зашто всушност така и функционира концептот на YouTube и на делот околу претплатата. Ова беше за тие што не знаевте, нели, за тие што знаете, супер, окей, одлично, да преминеме на пораките. Пораките, односно главната неголема порака што е за вас, рибите, овој месец, е дека вам нешто ви се случува, нешто ново сега, ќе ви се случува, нешто многу големо и ново. Но, ова е нешто на кое вие долго работевте, за кое долго се надевавте, долго се боревте и конечно во месец април доаѓа. Јас ви честитам, затоа што ова е нешто прекрасно што доаѓа. Ова е нешто многу убаво, затоа што ова, откако ќе се случи, има предиспозиции да расте, да се развива и да стане многу големо и важно во вашиот живот. Може би за дел од вас работи за бременост, долго сте ја чекале. Ако е тоа супер одлично, ви честитам. За некои се работи за работа, може би добивате понуда, конечно, понуда за работата од вашите соништа. Нешто ново и многу убаво, што дури до некој степен и вас ќе ве изненади, ќе ве шокира на некој начин, затоа што вие се надевавте, се молите за ова да се случи во вашиот живот, меѓутоа не се надевавте дека сега ќе се случи. Јас да ви кажам дека во април очекувајте нешто најпрекрасно, нешто на најмногу на што сте се надевали и очекувале во живот. И сега, како што кажа, за некого и работа, за некого и можеби патување, за некого, можеби за некого автомобил, за некого е стан. Нешто е големо и многу е убаво. Друго што гледам овде за рибите, околу делот со емоциите, вие од нешто сте биле разочарани, некој или нешто вам ве разочара. И сега се јавува некоја искра надеж околу таа работа од која сте разочарани, се јавува некаква искра надеж, вам ве вади од таа состојба на разочарување и недостаток и конечно го гледате светот, животот, околностите малку со повеќе светлина и оптимизам. И директно се вклучувате во ова. Веднаш преземате и вие чекори да го одржите и да го зголемувате. Ќе видите што ќе се случува, тоа ќе биде во вашиот живот, ќе го препознаете. Меѓутоа многу убави работи ви очекуваат во месец април, навистина. Оно што доаѓа од страна е околу некоја повреда, околу некоја универзумот, Господ, како и да сакате да наречете таа голема енергија, како и да си го викате вие Бог, вам периодов ќе ве заштити од нешто. Може би ве заштитува од самите себе си, од вашите мисли, може би ве заштитува од некоја не така лесна работа во која се наоѓате, меѓутоа ве штити, да знаете, вие сте заштитени. Тоа ве уверувам, вие периодов сте заштитени, дали од другите луѓе, дали од животот едноставно, дали од
судбината вам периодов никој ништо не ви може. Вие сте заштитени. Друго што се случува во вашиот живот е сега за некој дел, мал дел од вас, ова е околу некоја финансиска ситуација, околу која сте чекале некои вести, можеби некоја... Сте чекале вести сигурно околу сето тоа. Сте чекале подолго време. Нешто ќе дознаете во врска со тоа, нешто што ќе ве многу изненади. Значи, ова се пораки кои доаѓаат непречено кон вас. Ова е големо изненадување, но навистина големо изненадување, што ќе ве исфрли од... Гледате, ова е кула која едноставно се распаѓа. Можеби, ова кое ќе го доживувате периодов, е нешто кое на прв поглед изгледа страшно, изгледа опасно, лошо, меѓутоа ова е само еден на некој начин благослов. Благослов кој пред се ќе се случи на еден насилен начин. Како да ви објаснам? Значи, почетокот на ова ќе биде страшен, лош, за вас многу вознемирувачки, меѓутоа во иднина ќе забележите дека ова всушност било благослов. Така да не се вознемирувате многу и од ситниците што ќе ги чуете периодов, што ќе ги дознаете, едноставно вие сте заштитени, што и да се случува, вие сте заштитени. Исто така има една порака овде, не знам зашто за некого може би посебно ова што го слуша. Вашиот сопруг нешто е тажен, нешто е разочаран околу некое ветување кое сте му го дале, а не сте го исполниле. Значи, обидете се да дзирнете, малку да се навратите наназад, да видите што сте ветиле, а не сте исполниле, и обидете се да го поправите тоа. Затоа што мисли дека е изоставен во некоја работа. Мисли дека е изоставен, вие не сте мислеле на него, не сте посветиле доволно внимание и време. Едноставно некој ветување не е исполнето околу него. Ако ви значи, се разбира, не може да не ви значи, пробајте да ги справите тоа. Друго што се случува е дека некоја ситуација, некои луѓе или нешто во вашиот живот е прилично негативно периодов. Може ќе го препознаете по тоа што е во праќање јарец, може би е само една страшна негативна личност или ситуација. Тоа вие го знаете, го чувствувате, штом сте во присуство на таа ситуација, штом ве обкружува тоа нешто или штом сте во присуство на тој човек, вие едноставно чувствувате набој од страшно негативна енергија и советот за вас е. Значи, колку можете, како можете и како знаете да се тргнете од таа личност или таа ситуација, затоа што многу се лоши мислите од таа личност кон вас, многу е лоша енергијата од таа работа врска со вас и најдобро е како знаете и умеете да стоите понастрана од тоа. Како ќе го препознаете, ви кажав и се надевам ќе послушате советот од таротот. И сега немаме повеќе време. Така да за крај знаете што правиме, вие се замислувате желба или прашање, јас ви давам одговор кратко се да или не. Замислете си. Многу карти, не ги земаме во предвид. Замислете си. Оно што прво ви паѓа на памет и да видиме. Повторно многу се, не може, немаме време за тоа го да зборуваме. Ајде сега да видиме рибите.
Да, доаѓа, ви честитам. Ова е понуда, љубовна, емотивна, каква и да е, ова е радост, ова е позитива, ова е среќа. Ви честитам. Драги мои риби, се надевам уживавте и до следното видување, односно до следното видео. Чао, чао!